Уште една анализа денеска, ќе го фатили Северна Македонија возот за Европската Унија годинава. Добро утро за нашиот нов гостин и соговорник Емил Киријас, подпредседател на Либерална интернационала. Емил, еден или два дена веќе во Скопје. Благодарам што ми дојде на гости во утринска. Благодарам за поканата, Вању, да сум во живо во националниот ТВ сервис. Да, последен пат разговаравме, чинам беше во Брисел, баш во моментите кога Македонија го почнуваше скрининг процесот со челниците на Европската Унија. Ќе го фатиме ли годинава возот за ЕУ да продолжи пристапниот процес на преговори? Кои се твоите прогнози? Па возовите полека поминуваат, ни поминаат доста возови, да. За среќа се уште има по некој воз кој што е останато и би било неопортуно, би било лошо да размислуваме да фатиме некој друг воз. Затоа што дори ние размислуваме кој воз ќе го фатиме, се стемни, мина приликите, светот се промени и навистина работите различно функционираат во светот. Тоа можеме да го приметиме. Дали ќе успееме да го фатиме возот зависи од самите нас. Едно што знаеме каде сакаме да стигнеме. Знаеме која ни е целта, знаеме кој воз треба да го фатиме, да не ја пропуштаме приликата. Начинот на кој што се води политичката дебата во Македонија во моментот наведува дека ќе го пропуштиме возот. Тоа би било лошо, затоа што крајната цел ни е позната. Ако самите ја избегнеме дестинацијата, побрзо ќе стигнат другите пред нас. Тоа и може да го очекуваме веќе. Кога зборуваме за пакети на пристапување, но очигледно ако се одвоиме, најверојатно ќе не претркаат и останатите земји. Па добро, и го гледаме и тоа ни се случува и ни се прекршува на глава. Да бевме можеби попаметни и поумни пред некои 20 на години, 30 години, немаше да дозволиме некој друг да стигне на станицата пред нас, па да ни ги диктира условите во моментот. Дури ние се размислувавме како ќе го решиме проблемот со Грција, кој што беше навистина тежок и болен, и се уште е. Името на оваа национална радио-телевизиска куќа укажува колку е тој процес сушност болен и колку сите нас не тешти. Но дури ние се размислуваме како да се справиме со нашата болка, некои други стигнаа на крајната дестинација и ни поставија нови услови и нови сигнализациони светла на патот до дестинацијата, кои што ни го отежнуваат патот. Колку после се што успеевме да направиме досега, сметате дека сме декларативно поблиску до Европската Унија? Ајде да зборуваме за тоа што досега го имаме сработено дома, како ги оставиме проблемите на страна. Има два аспекта тука. Колку сме подготвени како општество во однос на правната рамка, и тоа скринингот ќе го покаже сега, ќе покаже дека имаме уште многу работа да завршиме. И втората работа се однесува на менталната матрица, односно како размислуваме, како се однесуваме помеѓу себе си, во рамките на семејството, помеѓу пријателите, и сето тоа се рефлектира во општеството. Ако го погледнеме второто, тешко дека сме подготвени. Но ако погледнеме дека сме дел од еден медитерански корпус на нации и менталитет, ќе кажеме дека ретко кој на Медитеранот е па целосно подготвен. Така да не треба да се обесхрабруваме. Нашата култура е таа каква што е. Но исто така јасно ние што сакаме да постигнеме и какво општество сакаме да креираме. Нашите најчесто заминуваат во земји каде што има развиен систем, каде што правдата функционира, каде што знаат дека тоа што ќе го сработат ќе им биде валоризирано и ќе напредуваат во кариерата затоа што ќе покажат успех. И стварно наши ве покажуваат успех, кај да отидат? Нели? Да, веројатно имаш и ти другари, имам и ја, кај да се, наши ве покажуваат успех затоа што знаат дека системот ќе го валоризира, односно ќе го награди нивниот успех и нивното надградување. Тоа ќе мораме да го пренесеме и да го пресликаме овдека. Не да смислиме кому ќе му свртиме телефон да завршиме работа, кој ни е пријател, кој ни е роднина со кој се знаеме, а се знаеме сите. Туку како ќе го направиме системот да биде функционален? Да, една генерација можеби заминуваше за повисоки плати, но додека се трудевме да го решиме тој проблем, дојде нова генерација, која што веќе не заминува поради финансиите, туку баш заминува поради системот, поради менталитетот. Младите се повеќе укажуваат на тие проблеми. Сакам тука во овој контекст да ја споменеме и заштитата на животната средина, една од поглавијата за која што и предпоставките се и помеѓу младите. Тоа исто се зборува на страна или образованието, дека ќе се води најжестоката дебата. Познавачите велат дека доколку постигнеме напредок во сите поглавја, темата екологија ќе ни биде жежок костен. Дали се согласуваш со тоа? Жежок костен е се што се однесува на финансии е жежок костен. Кога ќе се види што се треба да направиме за да ја исчистиме нашата животна средина, тоа се, например,
огромни финансии кои што ние ги немаме. Еве се говори, имаше скандали, пречистителни станици и такви работи. Тие чинат по некои 200-300 милиони евра. Тоа се огромни пари за Македонија. Тоа е огромен дел од буџетот. Тоа се само пречистителните станици за отпадните води во градовите, за реките и езерата или за Охрид. Треба да видиме каков ни е воздухот. За разлика од пред 20 години, може би нашите луѓе не знаеле што е всушност, што е составот на воздухот и какво е загадувањето. Сега отварате апликација, децава прават фантастични стартапи, ви ги поврзуваат системите, ви кажуваат што точно дишете, односно со што се гушите зимно време, и никој тоа веќе не го толерира. Тоа ќе треба да се реши и ќе бара огромни средства. Тука Европската Унија ни е нас најголем помагател, затоа што средствата за прилагодување токму доаѓаат од европскиот буџет. Не доаѓаат од Русија, од Белорусија, не доаѓаат од Кина. Кинезите ги интересира да отворат фабрики, да заработат пари. Европјаните ги интересира да има еднаков систем на целиот континент и да дишеме чист воздух. Каква е атмосферата во Брисел помеѓу челниците на Европската Унија, помеѓу политичарите, помеѓу твоите пријатели, претседателите на партии, кај либералите? Еве, беше на посета германската министерка за надворешни работи вчера, австрискиот претседател. Се гледа поддршката. Нели сите изјавуваат не ви се мешаме во внатрешните работи, меѓутоа ова што сега треба да го направите, навистина ќе значи голем чекор напред. Каква е атмосферата, какви се комуникациите што ги имате заеднички таму, што тие велат, поддршката нивна, дали е само декларативна или навистина е таква каква што ја гледаме? Реално гледано, Македонија од секогаш ги имала симпатиите. Ние не сме конфликтен народ, не продуцираме проблеми внатре во државата или со соседите, не сме главоболка самите по себе. Меѓутоа, главоболка сме со самото тоа што понекогаш и наетот не тера, и иако сваќаме дека работите треба да ги решиме, си велиме не, поддржете не, затоа што правдата е на наша страна. Колку и да е понекогаш правдата на нашата страна, треба да сватиме во каква реалност живееме и дека мораме да ги решаваме проблемите. Во моментов, проблемот кој што го имаме и за кој што имаме предлог решение од 27 земји членки на Европската Унија за дополнување на Уставот е нешто што треба да го реализираме очекувајќи понатамошна поддршка, а не постојано говорејќи ние сме преплашени што ако ја направиме таа промена што ќе направиме. Треба таа симпатија, таа поддршка да знаеме да ја искористиме преку самодоверба. Ако немаш самодоверба, никој нема да ти помогне. Ни на тебе во студијаво кога доаѓаш са Бајле, ако немаш самодоверба, нема да го зрачиш пред вас. Па нема, гледачите ќе приметат дека нешто не чини. Така. Две последователни кризи имаше навистина големи во Европската Унија, нешто кое што годиниве наназад не беше навистина Унијата изложена на тоа. Прво почна ковид кризата, потоа војната со Украина, која што исто така сериозно ја погоди Унијата. Велиш дека ни една земја од Западен Балкан не ќе може сама да ги издржи последиците од овие две последователни кризи. Еве сега исто така како гром од ведро небо доаѓа договорот помеѓу Косово и Србија. Така сакам да го поставам прашањето во контекст на целиот Западен Балкан. Дали ова што се случува последниот период е всушност знак дека Европската Унија, челниците, земјите разбраа дека изминативе години како да го пуштија навистина Западен Балкан низ вода, па сега сакаат да го вратат на старите шини, бидејќи ѓаволот ја однесе шегата, некој знае да каже. Па не би рекол дека договорот помеѓу Косово и Србија е изненадување. Изненадување дека ќе се реализира сега, дека некако брзо одеа преговорите во тој контекст, инаку сите очекуваа разрешница. Ние очекувавме, значи, и кај нас се говореше во јавноста тоа кој го примети, кој не го примети, значи ние брзавме да го затвориме прашањето со Бугарија и за да ги започнеме преговорите на начин на кој што 27-те земји членки дефинираа дека треба да се води процесот. Како и за Косово и за Србија. Значи, тоа беше таа реалност. Моравме да влеземе во НАТО за да си се заштитиме. Никој веќе не говори дали нашите граници се заштитени, дали Македонија ќе опстане или нема да опстане, дали ќе биде унитарна држава или нема да биде држава. Тие теми се затворени. Мораме да ги затвараме темите во од. Она што е различно, веројатно за нашето население, имаше перцепција кај нас дека Вучич ја оставаше всушност таа перцепција дека ми можеме све да направиме, нас ке не слушаат другите. На крај се покажа дека дури и во очите на македонската јавност се моќниот Вучич мора да направи
компромиси со Косово. Да, Болтумак и неговите поддржувачи. Значи, на крајот, она што е постигнато во Охрид како договор не е де јуре, не е со подпис признавање на Косово, но е де факто. Србија прифаќа во незината преговарачка рамка да биде дел од договорот што го постигнаа заедно Вучич и Курти, дека Србија ги прифаќа националните символи на Косово. Што е тоа кога ќе прифатите национални символи? Значи, прифаќате дека Косово е посебна нација. Да. Држава која што си има своји определени атрибути, символи и продолжувате да соработувате. Значи, Србија го призна Косово како независна држава, не со подпис, туку со согласност тоа да биде дел од европските критериуми. Нешто како времената спогодба меѓу Македонија и Грција на времето, чинам. Па тоа е тоа и ние со времената спогодба прифативме дека мораме да разговараме околу името и упорно тврдевме дека како Калимеро нема правда во светот, правдата е на наша страна, но прифативме дека тоа прашање мораме да го решиме. Да, и некако како ветер одеднаш во 10 години многу земји не претркаа што бее позади нас во целиот тој процес. Затоа треба да извлечеме поука и така сакам да поентираме за крај околу уставните измени. Кои се твоите очекувања во однос дали можеме дали јавноста може да очекува општ консензус, бидејќи чинам дека на која политичка опција да припаѓа секој граѓанин, веќе сите се изморени од дневно политичките препукувања меѓу партиите. Дали конечно можеме да се понадеваме дека нешто ќе се случи за општ консензус, да го реализираме и ова и да одиме напред? Во Македонија има само една политичка опција која што е за мене и за она што јас го слушам од нив прилично опасна како настапуваат, затоа што таа е и против НАТО и против ЕУ. Јас мислам дека таа политичка опција треба да биде изолирана, а не да биде поддржана. Сите други кои што говорат дека нашата иднина навистина е во Европската Унија и во НАТО, треба да соработуваат. Она што може би треба да се направи е да се извади прашањето на приклучувањето на Македонија во Европската Унија од изборната агенда. Ако тоа се држи како дел од изборната агенда за наредната година, за парламентарните или председателските избори, ќе предизвикува раздор, затоа што секој ќе се обидува да поентира на тој начин и да придобие дел од електоратот. Знаеме да се разбереме меѓу себе, навистина стварно се знаеме сите во оваа држава, си ги знаеме ставовите, барем по ова прашање да кажеме, окей, одиме напред, некои работи се навистина тешки, ќе мора да бидеме полни со самодоверба, да си го заштитиме она што е наше, и да продолжиме напред. Да, сите некако сигнали укажуваат во последниот период дека навистина поддршката е тука и дека реални се шансите на брз воз голем дел од земјите од Западен Балкан да влезат во Европска Унија до 2030 година, ако ги оствара домашните обврски. Значи, она што Македонија го демонстрира во последните 4-5 години е навистина разлика во однос на Србија и Косово, кои што преговараат веќе 8-9, скоро 10 години. Македонија има поголем напредок со скринингот, тоа ќе го покаже, во однос на прилагодувањето и имаме капацитет да ги избуткаме тие реформи. Не знам нашите гледачи колку знаат, Украина граби напред и ги спроведува сите барања од Брисел во однос на законските промени кои што мора да се направат. И до крајот на година во Европската Унија има многу чинители кои што сакаат на Украина и да ја доделат почеток на стартот на преговорите. И замислете каков е тој шок Украина, која што се брани од агресија, од напад, да ги започне преговорите, а Македонија да размислува како и кој воз треба да го фати. Емил, благодарам за гостувањето. Го искористивме твојот престој во Скопје да те разбудиме малку порано, да ни бидеш гостин. Секогаш драг наш гостин и соговорник. Време е за кафе и за нас и за гледачите. Благодарам уште еднаш, да.